Добар ден до сите ученици од седмо оделение. Моето име е Жарко Алексовски, предавам во основното училиште Христијан Тодоровски Карпош во општина Ранковци. Во следните 10 минути ќе ви презентирам онлайн лекција во предметот географија за седмо оделение. Оваа учебна година ученици ја почнуваме со географска и сообраќајна положба на Република Македонија. За да ја реализираме оваа лекција, ќе ви биде потребно пенкало, тетрадка и карта на Република Македонија. Ако ги имате потребните работи, може да започнеме со реализација на лекцијата. Прво, ученици, во разговор со вас ќе треба да ги разграничиме следните работи. Дали знаете на која полутопка на земјата се наоѓа Република Македонија? Дали сме на југ или на север од екваторот, и на кој континент и на кој полуостров живееме. Кога ќе ги разграничиме овие работи, ќе почнеме со реализација. Значи, Република Македонија се наоѓа на северната и источната полутопка на земјата. Лоцирана е на европскиот континент, од централниот дел на Балканскиот полуостров. Според карактеристиките на релјефот, таа е претежно планинска земја. Еве ви границите и карта на Република Македонија. Од оваа карта може да забележите дека таа претежно планинска земја. Значи, да повторим уште еднаш. Република Македонија се наоѓа на северната и источната полутопка на земјата. Лоцирана е на европскиот континент, во централниот дел на Балканскиот полуостров. Според карактеристиките на релјефот, кој што може да забележите и на оваа карта, Република Македонија е претежно планинска земја. Воедно, ова што сега ви го презентирав, и одговор на разговорот кој што претходно го правевме на почетокот од оваа лекција. Сега да видиме за сообраќајните комуникации на нашата земја. Сообраќајните комуникации се одвиваат преку повеќе долини, котлини и престопи. По долината на реката Вардар се протегаат автопатот Е75 и железничката пруга, преку кој Република Македонија се поврзува на север со Србија и средноевропските држави, а на југ со Егејското и Средоземното море. Еве на оваа карта тука е представен мапата на движење на автопатот Е75. Од Европа, преку Србија, поминува низ Македонија по течниот на реката Вардар и завршува е Егејското море со тоа што се поврзува и со Средоземното море. Рутата на тој автопат е 75. Ова слика представен дел од автопатот е 75 кој што поминува низ Македонија. До него во оваа долина по течението на реката Вардар и тука во близина поминува и железничката пруга. Сообраќајната поврзаност пак со Бугарија на исток се врши преку три патни правци. Едниот поминува по долината на Крива река, преку градот Крива Паланка и завршува кај граничниот премин Девебаев. Вториот по долината на реката Брегалница и градот Делчево. Тука е вториот. И третиот е низ Струмичката котлина. Ово тука патен правец. Значи, сообраќајната поврзаност со Бугарија, да повториме, се врши преку три патни правци. Едниот поминува низ Крива река по долината, преку град Крива Паланка и излегува на исток кон Бугарија. Вториот е по долината на реката Брегалница, преку градот Делчево и излегува на исток кон Бугарија. И третиот е по долината на Струмичката котлина. Со Грција пак, Грција држава која што граничиме на југ,
Освен преку патиштата кои што ги спомнавме претходно по течението на реката Вардар, врзани сме и преку патот и железничата по Пелагонија кон Битола водат до Лерин, значи е тука, из Пелагонија, Битола, кон Лерин, и преку патот што води од Дојран кон Солун. Тоа е тука, гранично премик Дојрани, покрај Дојранското езеро, и кон Солун на југ. Кон Албанија пак водат патните праци што поминуваат низ Деварско-Реканската котлина, значи тука. Охридско-Струшката котлина и преминот кај Свети Наум. Тука. И од Преспанската котлина кај преминот Стење. Тука. Че ова се поважните сообраќајници во Република Македонија. Република Македонија како земја има континентална положба. Континентална положба е тоа што не излегува на море или океан. Че во однос на најблисите морија се наоѓа на околу 90 км од Егејското и околу 155 км од Јадранското море. Ќе види границите на Македонија. 90 км далечина од Егејското море и 155 од Јадранското море. На ваква карта, ученици, која што ќе имате сите пред вас, и треба да наблюдувате и да објасните каква е географската положба на Република Македонија и да објасните зошто е поволна, а зошто не е. Воедно ќе треба да истражите и да знаете какви биле границите на Македонија во минатото. Ќе на оваа карта ви се представени етничките граници на Македонија. Треба да ги истражите и да погледнете во овие етнички граници за кои држави сме граничеле, колку била вкупната територија на нашата држава. Тука ќе го стопирате ова видео, ученици, и ќе треба да одговорите на овие три прашања. Зошто вериме дека Република Македонија има поволна географска положба? Какво е значењето на воздушниот сообраќај за Република Македонија? Кои биле негативните последици од поволната географска положба во минатото? Ќе одговорите на овие три прашања и ќе ги презентирате пред вашиот предметен наставник во соодветното училиште. Подолу ученици на сликава ви е представена панорама на дел од главниот град на Република Македонија, Скопје. Кога ќе завршите со одговор на овие три прашања, ќе имате една задача, и тоа на нема карта да ги внесете гранични премини на Република Македонија и да ги покажете патните правци и гранични премини кон соседните држави. Че ова е една нема карта ваква, каде што нема ништо одбележено, и вие ќе имате за задача да ги внесете сите гранични премини на Република Македонија и да покажете патните правци и гранични премини кон соседните држави: Србија, Бугарија, Грција и Албанија. Кога ќе завршите со овие прашања и задачи, ученици, вие сте успеале успешно да ја реализирате денешната лекција. Ви благодарам за издвоеното време. Се слушаме во блиска иднина. Поздрав!